Една мала вечерна прошетка ги забележува дека кошаркарките на Клубски Патриот тренираат за нов натпревар кој оваа недела го играат во гости. Да провериме како е низ чаршијата во Делчево. Малку е ладно. Утринските и вечерните температури ќе бидат така прилично ниски, а преку ден ќе биде прилично жешко. Иако скапно горивото сепак има возила, да се пошегуваме малку. Пред почетокот на ракометниот натпревар Мелсонгем Вардар, тоа е нешто што ви може вака да ви го најавиме да го гледате доколку го објавиме видеото пред да почне натпреварот. Послаба раздвиженост вечерва. Што би кажале за утре среда, 11 март. Би кажале за нас дека овој викенд ќе учествуваме на настанот Македонска трпеза кој го организира Сдруженијето Ешелан од Швајцарија. Настанот ќе се одржи на 14 март, а ние ќе бидеме таму од 13 до 15, па сите наши сабскрајбери кои го гледаат ова од Швајцарија, е чиста информација дека полни сме со цигари, не можеме веќе да понесеме некоја штеколот и веќе е резервирано. Шегата настрана, они кои сакаат да го проследат настанот, не знам сега, најверојатно е со покана, но тоа може да го сторат во консултација со организаторите за точната локација каде ќе се одржи. Она што можеме ние да го кажеме е дека ќе се вклучиме во живо од тој настан. Ќе се обидеме да доловиме видео пренос. Здравје со Господ напред. Да видиме каква кујна, какви специјалитети подготвуваат сите кои ќе се пријават на овој настан. Нешто ќе вкусиме секако, ќе дегустираме. И на крај се надам ќе направиме добра видео репортажа која ќе објавиме по завршувањето на настанот. Што се однесува до Делчево, за четврток, односно за утре 11 март од 12:30 часот, најавен е
настан од областа на културата во фоајето на Спомен дом Масно. Јасмина Мичева, ако ја следите културата, со проект насловен Галерија, не го знам продолжението искрено од зборот, ќе се представи со неколку дела преку проектот најверојатно Музеум Линк. Има објаснување на нашата страница, ја споделивме најавата во текот на вчерашниот ден, а и на самата страница на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Сега одиме дома да гледаме ракомет и да се надеваме на победа на Вардар. Тоа беше се од ова вклучување.